ве разбирам за одговорот кој што го добив. Од друга страна, тоа што останавте без одговор, кај мене дава одредена надеж. Зошто? Заради тоа што очигледно погодивме дека подлабока е истрагата и она кој што сите ние денес се обидуваме е да донесеме одреден мир кај граѓаните и одреден мир кај пациентите. Тоа е нашата единствена цел, дека истрагата ќе излезе со епилог. Многу лоша, тешка страна на нашето обвинителство до денес е силината и цврстината на доказите со кои што ние сме навикнати да гледаме како се водат постапките во судовите на Република Македонија. За жал, гледавме како се водеа до денес одредени постапки и затоа предпоставуваме и едноставно немаме доверба дека повторно ќе бидат прибавени цврсти докази кои што ќе потврдат дека навистина оние кои што ќе бидат одговорни, ќе бидат одговорни. Обвинителе, каква сметате дека треба да биде вештачењето? Денес прочитавме во едно интервју на надлежната обвинителка дека вештачењето по овој предмет ќе го врши независна, релевантна институција. Би сакала да добијам одговор дали е тоа странска институција, заради тоа што верувајте дека и граѓаните, и пациентите, и ние повеќе не веруваме на институциите кои што се од државата, кои што се под покровителство на оваа влада, и верувајте ми дека ќе бидеме многу помирни ако тоа е релевантна независна институција која што ќе ја врши ревизијата е некоја странска институција. За жал, стигнавме до тоа ниво во кое што навистина би можеле да се потпреме само на некој кој што ќе ни помага во овие вакви истраги, иако тие не секогаш се употребуваат понатаму во постапките на кои што бевме сведоци во минатото. Инаку ви благодарам на вашиот одговор и се надевам дека за определено кусо време ќе имаме некаков епилог и можеби вие би можеле да кажете еве за колку време македонските граѓани би можеле да очекуваат одреден конкретен обвинителен акт во врска со овој предмет. Ви благодарам.